вкусна емисија. Не дека другите не се вкусни, но знам дека секогаш кога имам нешто налик пица, налик бургери, секогаш го задржувам вашето внимание. Денеска брускатоне. Брускатонето е некаја верзија измеѓу пица и измеѓу брускетите, односно италијанска измишлјотина како да се исконзумира дебело тесто со топинзи слични за пица. Моето е повторно моја варијанта. Оригиналното брускатоне се прави од тесто за пица, односно внатре во својата состојка содржи само брашно, вода, квасец, шеќер и долго трпение да стаса. Моето повторно е брзо, повторно е прилагодено и има измешани техники како да подготвите убаво тесто кое ќе биде малку млечно. Намерно е млечно заради тоа што сакам да го измешам со техниката за подготвување на фокача. Фокачата се подготвува со масни раце, односно со многу масло и целото тесто се обработува наместо со брашно, со масло. Јас ќе искористам истата техника за да го направам моето брускатоне, тоа ќе ми овозможи месењето со масни раце, ќе ми овозможи да биде крцкава надворешноста, а бидејќи сакам богат вкус на тестото и тестото да биде звезда, ќе го правам со малку млеко. Млечната маст од млекото ќе овозможи поинаков хемиски процес внатре во тестото и ќе го направи побогато, постиснато. Нема да биде така меуресто и така лесно како кога би било тестото за пица. За да го подготвите овој рецепт, бидејќи јас ќе правам 3, мојата доза денеска која ќе ви биде и може да најдете во тетрадката е за 3 брускатоне, кои се во форма на пица и имаат баш може да нахранат повеќе луѓе. Доколку сакате да направите само едно, преполовете ги или на третина состојките и ќе може да си направите едно брускатоне. Го имам брашното, секако во моето гнездо. И имам малку половина вода, половина млеко. Млекото го ставате на средина, водата и ништо без масло. Брилијант маслиново масло на витаминка е зачинот. Маслата на витаминка изобилуваат со исклучителна арома, меѓутоа имаат угасено таа горчина на маслинката што мене многу ми се допаѓа и затоа религиозно ги користам во мојата кујна. Ова ќе биде масно тесто, а самото масло маслиново кое го употребивме ќе го ароматизира и ќе му даде една исклучителна димензија. Имам еден квасец, ќе го растрошкам на средината, бидејќи ќе го стасувам малку понеспецифично, ќе загреам малку рерната на 50 степени, ќе го покријам со најлонска кеса дозгоре, ќе го замоткам во крпа и ќе го ставам брзо да стаса. Важно ми е брзо да стасам, тоа е малку проблематично ако сакате многу да исконзумирате количински, заради тоа што во тој случај квасецот може да ви направи киселини во желудникот. Меѓутоа, доколку сакате, да имате оброк, искористете таа техника секогаш. Помага шеќер на средина и една лажичка сол, повторно по краевите, за да го заштитам квасецот да дојде во допир и да ми го спречи процесот на подигање. Ќе искористам дрвена лажица и ќе почнам да ги составувам состојките. Од кога секи ми биде составено, ќе ги намастам рацете во маслиново масло и со маснотија ќе го измесам тестото. И ова е едно од оние теста, ако ве мачам, простете ми, кое бара 5 до 7 минути месење, но јас би ви препорачала поинаков пристап кон месењето и тоа да си го сватите како вид на јога, ментална јога. Месењето е ментална јога. Опуштете се, соберете ги сите стресови од денот, навлезете во тестото и испразнете се. Апсолутно, месење е ментална јога, барем за мене. Ќе го соединам малку. Не е меко тесто, да знаете. Немој да очекувате тесто на меко како за, не знам, можеби кога би правеле пица или некој друг геврек. Ова е баш тврдо тесто. И сега ставам баш убава количина на масло на рацете и започнете со масни раце да го формирате тестото.
Ќе го месам 7 минути и ќе го оставам да се одмори на 50 степени во рерна, покриено околу, мислам дека 1 час му е доволно. Се гледаме посоцна да ви покажам со какви топинзи ќе ги направам брускатонето. Тестото го стасав. Го оставив да се одмори, повторно го размесувам, само еднаш и повторно истата процедура. Ето совршено брилијант масло и префрлете го на даска. Убаво измесете го со масло. Ќе го поделам на 3 дела. Затоа што ќе правам 3 парчиња и со помош на масло. Нема да го сукам. Ќе си помогнам. Ја имам подлогата на карес, која денеска ќе ја користам за да ги испечам налик пица. Ќе ја растегнам со рацете, целосно облевајќи го во маснотија. И само грубо растегнете го. Треба да имате дебело тесто, не треба да имате тенко, како за пица. И она што е најважно, јас ја користам техниката за правење на фокача. Фокачата подразбира дека од кога ќе го ставите тестото, ќе му дозволите да нарасне со прстите, додека се масни, ќе направите притисок, формирајќи малку простор, како малецки дупчиња, а врз нив повторно ставате маслиново масло, убаво премачкајте го и оставете го да ги наполни дупчињата. Треба да имате баш убаво масло, тоа ќе го искрцка и при секоја загриз на брускатонето ќе го имате чувството како да загризувате брускета. Брускета се сеќавате што е обичен леп препечен направен со топинг. Првиот рецепт, односно топинг кој ќе го направам денеска, ќе биде со помош на нормално сирење. Не може ништо без сирење. Имам убав кашкавал, имам моцарела, сушен босилек и лук. На крајот, од кога сето тоа ќе се испече, ќе ставиме еден куп од свеж босилек и рукола за да имате целосен оброк. Ќе ставам шири домати. Ставете ги со исечениот дел нагоре, за да може внатре да зоврива полека течноста и да прави малецки малку сос, можеби. Ставете неколку. Ова е еден од оние рецепти кои со радост го очекуваат и моите деца и сите кога ќе кажам дека го правам. 2 чешниња лук. Ќе ги изгмечам за да направам мали конфети. И убаво да замириса како за топинг за пица и ќе ги ставам рандом, апсолутно насекаде по тестото. Сушен босилек. Малку ќе оставам за врз кашкавалот. На рендан кашкавал. Врз се, внатре ќе бидат шири доматите, ќе бидат подзапечени, меѓутоа ќе имаат течност и кога ќе загризете, ќе имате второ ниво на изненадување. Моцарела, ставете грубо парчиња, треба да имате убав дебел слој сирењаст. Мислам дека ми е доволно и одозгора ставете
уште малку од сушениот босилек, секако сол и црн пипер. Оди во рерна на 250. Овој пат нема да користиме техника како за печење пица на 275, туку ќе искористиме само 250 степени, бидејќи имате подебело тесто. Доколку правите тесто за пица кое е тенко, имате 6-7 минути во рерна. Ова е подебело и доколку го ставите на 275 ќе ви изгори кората, а внатре нема да порасне. 250 околу 8 минути. За тоа време следниот рецепт. Она што сакав да го видите, бидејќи го пресакав тестото, е што добивате во суштина кога ќе ставите тесто кое го месите 7-8 минути. Не знам дали може да ги забележите сите тие меори внатре. Кога ќе му дадете енергија на тестото, односно кога ќе му помогнете на глутенот, да ги направи сите хемиски процеси со помош на квасецот внатре. Квасецот е жива култура и испушта гасови. Кога тие гасови ќе се испуштат, резултатот ви се сите овие прекрасни меори кои во печењето дополнително ќе нарастат. Со тоа што месиме со масни раце, си дозволуваме да направиме слоевито редење, нешто налик лиснато тесто, каде што помеѓу корите ставате маснотија. Тоа дозволува секогаш кога ќе го завиткате тестото да биде слоевито, односно внатре да се појават леери дополнителни од сето она што сте го измесиле. Едното тесто ќе го направам на малку нестандарден начин, но ќе ве охрабрам да го пробате. Брускатоне со лимон во сол пробав во Италија многу одамна и беше едно од искуствата кои ги паметам. Не е стандардна состојка, не е стандарден рецепт, не е нешто што можеби стандардно ќе ви се допадне како вкус, но јас ве охрабрувам да го пробате. Пред да го направите тестото, земете 2 лимони убаво измиени, претходно ми треба да си го наострам ножот, заради тоа што ми треба многу остар нож за ова да го направам. За среќа имам алатката на карес, која ќе ми помогне цитрусите да ги исечам без да ги гњавам. Исполирајте го, убаво измите го, бидејќи може да содржи парченца метал и направете најтенки кришки кои можете да ги направите од лимонот. Погледнете како сече од кога ќе го наострите. Значи, зборуваме за лист тенок лимон и ова е многу важно заради тоа што ќе ги ставиме целите кришки лимонот дозгоре. Имам една рамна чинија и од кога ќе го буквално продзирна. Не знам дали може да забележите, најтенко што може да си дозволите. И ќе го посолиме и ќе му дадеме малку време да отстои посолено. И тоа ќе биде топингот. Само розмарин, маслиново масло и лимон во сол. Доволно. Земете сол и убаво посолете го лимонот. Тоа ќе биде вашиот топинг, тоа ќе биде месото, тоа ќе биде кашкавало, тоа ќе биде се она што ќе го ставите. Убаво притиснете го лимонот да се спои со солта и оставете го некоја секунда да отстои. И за тоа време подгответе го брускатонето. Имам уште една тава, ќе ги печам двете заедно за да можам да си заштедам на време. Повторно истата процедура. Маслиново масло, убава количина и измачкајте го тестото. И развлечете го од едната страна. Јас искористив денеска тавата за печење месо со решетка на карес, бидејќи има многу нелепливо дно и многу е практична за печење исто така.
Може би ќе го направам и другото тесто, заради тоа што тука ќе ставиме друг топинг на истиот начин, таман да ми постои малку лимонад. Бо ни се кара со комшиите. И убаво развлечете го. Треба да имате дебело тесто. И повторно истата процедура. Мрсни раце, притиснете, направете кадички, каде ќе го ставиме преубавото, ароматизирано брилјант маслиново масло. Се надам дека нема да го скршам, бидејќи цели раце ми се масни. Ставете од маслото. И имам свеж рузмарин, убаво измијан, ќе го извадам на парченца на едната страна, каде што ќе го ставам лимонад, ќе ставам само свеж рузмарин. Убаво. Нема да го сечам. Затоа што сакам да ми го ароматизира дополнително маслиновото масло. Ќе задржам дел за одозгоре, убаво притиснете го за да се облие во масло, да не изгори. Рузмаринот е дрвене зачин и може да изгори под дејство на висока температура. И лимонот, наредете го одозгоре. Ставете му уште малку рузмарин, за да биде убаво. Сека јадење треба да биде и симпатично на изглед. Кажете ми дека ова не е една совршена креација. И ќе го направам последниот. Последниот рецепт ми е инспирација од карбонарата. Карбонарата знаете дека се прави од убав сос бел направен од јајца. Внатре има искршена сланина која е убаво подпечена. Самото име карбонара значи мали јагленчиња, потекнува од рударските краеви на Италија, каде што рударите ја пржеле сланината на малецки ситни куцки, ја гленусувале дури и им личела на оние јагленчиња од нивната работа и тоа е у суштина карбонара. Така го добила името и мојата инспирација од таму доаѓа. Имам убав рендан кашкавал, ќе ставиме убава количина. Јас овој пат нема да ја пржам и запекувам ни да ја гленосувам сланината, туку само ќе ја наредам нежно за топлината на рерната, таа да се потпече, да ја испушти дополнително својата маснотија и да го ароматизира тестото. Сите вкусови се интензивираат кога ќе искористите маснотија. Доволно мислам дека ми е да не претераме. Бидејќи сакам да го задржам тој вкус на карбонарата, ќе ставам по некое парченце путер одозгора, прво за да ми ја заштити сланината, а второ за да ми го појави тој млечен вкус внатре, значи путерот сам ќе се разлие. И последната сосека без која нема добра карбонара се чешниња лук. Ќе ги исачкам повторно со мојата гмечалка. Можете ако сакате да дојдете чекор понапред, путерот да го изматите, внатре да го ароматизирате со лукчиња и да направите, да го премачкате можеби тестото покрај маслиновото масло. Јас избирам да го направам на поинаков начин денеска и оди во рерна иста постапка. На исти начин 250 на отприлика 8 до 9 минути, односно додека не видите тестото да се подигне, да биде убаво подгорено, сланината да биде подпечена и тоа е тоа. Се гледаме за кратко со сите 3 брускатони. Ова е денешниот рецепт. Мириса
божествено, не можам да ви објаснам, а исто толку добро изгледа. Она што го постигнавме со оваа техника, не знам дали може да забележите, значи внатре е баш меко тестото, но имате крцкава кора. Тоа е уствари измешано тестото за пица, тестото за ова што го потребивме како основа и внатре имате мека содржина, а крцкава текстура на брускетата. Сакам да дам чекор понапред и да ви овозможам да имате дополнително ароматично искуство кога ќе го конзумирате. Сето ова ќе го искористам техниката за подготовка на можеби песто сос, но малку поразлично ќе ја подготвам во толчник, каде што повторно звезда ќе ми биде маслиновото масло. Ќе земам малку босилек, свеж босилек. Ќе го исацкам и ќе го ставам во толчник. Босилекот има многу есенцијални масла и е исклучително кога ќе го расечете, тој ги испушта тие мириси, затоа ве удира во носот кога ќе го засечете со помош на толчникот и многу маслиново масло. Ќе направиме убав дипинг сос каде што оваа прекраснотија кога ќе исечете може да си ја брцнете и никому да не се правдате за калориите што ќе ги исконзумирате. Ова е еден од покалоричните рецепти. 2 чешња лук, денеска се е во знакот на маслиновото масло. Ништо ова нема да биде возможно ако не го направите со убаво и квалитетно маслиново масло. Тоа е основниот зачин. А ние за сега го имаме брилијант. И секако имаме пакет МК за сето ова да ни го донесат секогаш кога ни треба и ние сме во можност да бидеме креативни и да работиме и да создаваме содржина која можеби вас ќе ви биде од корис. Убава количина маслиново масло. И со толчник направете паста, каде што ќе ви останат делумно зеленчуците, меѓутоа со помош на толчникот ќе помогнете да се состават сите вкусови. Сол. И малку пармезан. Само како зачин. Јас не знам дали некој може да остане имун на ваквиот вкус. Ќе ставам по некаја капка да биде дополнителен вкус на едното брускатоне. За другото брускатоне, односно ова која го направив врз основа на карбонарата, јас би ви предложила да го исконзумирате со свежа рукола, ништо без маслиново масло денес. Ставете убава количина, додадете малку сол и некаја зрно пармезан. И тоа беше се за денес. Ви подготвив еден рецепт кој можеби не сте го пробале до сега и е една комбинација од пица, од топинзи, од начин на кој би се правела фокача. Ви ветувам дека има многу уникатен вкус и ви ветувам дека е различно искуство од класичната пица. Јас се надевам дека ќе му дадете шанса, ќе го пробате и ќе креирате рецепти кои ќе бидат инспирирани од нашата емисија. Јас би сакала да им се заблагодарам на нашите спонзори кои цело време ми дозволуваат да креирам рецепти, да бидам дел од вашите домови, Витаминка, Карес, Горење и Пакет МК, и да им се заблагодарам за целокупната доверба која ја имаат и меѓусебната почит која си ја негуваме. Вие останете ми добро, креирајте нови рецепти, пратете ми слики, комуницирајте со мене, а ние се гледаме веќе утре во новата епизода на Готвиме со Маја.